Добро вечер. Гледате Свести на гласни идеи. Дали ни е потребна нова пандемија за здравството да биде повторно топ тема на медиумите? И дали оставките на директорите на детската клиника и клиниката за онкологија ќе ги решат проблемите на пациентите? На овие прашања ќе се потрудиме да дадеме одговор во ова издание на Свести. Во неделата што измина на јавноста и беа сервирани нови епизоди од сагата во справувањето со културните клубови и здруженија во Македонија и Бугарија, во справувањето со милзаканите за бомби во училиштата и во справувањето со потребите на скопска топлификација. Во морето оригинерни и наметнати проблеми ретко излегуваат на површина потребите на граѓаните со здравствени проблеми, односно пациентите. Медиумите од време на време фрлаат јадица во јавното здравство, но како плен се извлекоа единствено оставки на директори. Во неделата што измина тоа беше случај со директорите на детска клиника и онкологија кои се соочија со обвинувања за злоупотреба на својата положба. И додека Фондот за здравство ги чешува скопските клиники за незаконски исплати на вработени или директори, се отвора прашањето дали некој воопшто обрнува внимание на проблемите со кои се соочуваат пациентите. До пред само една година COVID-19 беше поопасен од малигни заболувања. Звучи иронично, но таков беше односот на државата. Ова се согледува од тоа што никој не понесе и нема да понесе одговорност за одложените прегледи, снимања и операции за време на епидемијата, а кои очигледно биле неодложни или ургентни. Државата заборави на граѓаните со онколошки заболувања, но затоа беше ревностна да понесат одговорност непочитувачите на здравствените прописи за време на епидемијата. Пример, за затекнатите на отворено за време на полициски час, неплатените парични казни од 2000 евра значија 100 дена ефективен затвор. За кривичните дела пренесување заразна болест по член 205 и непостапување според здравствените прописи за време на епидемија по член 206 од Кривичниот законник на 200 сиромашни граѓани биле или се уште се во затвор. До почетокот на октомври оваа година, Основниот кривичен суд Скопје 280 неплатени парични казни променил во затворски, од кои 205 лица веќе добиле упатни акти за затворско издржување на казната. Кривичниот суд Скопје изрекол 1223 казни поради неносење на маски, поради непочитување на мерките за изолација и за прекршување на полицискиот час. Заврши пандемијата, но во здравството ништо ново и натаму со месеци се чека за термин за специјалистички прегледи, анализи и радиолошки снимања. Со недели се чекаат резултати, а доцнати некои лекови за оние на кои им се најпотребни. На хартија пак состојбата навидом изгледа идилична. Да видиме што вели законот за заштита на правата на пациентите. Со заштитата на правата на пациентот се обезбедува квалитетна и континуирана здравствена заштита во согласност со тековните достигнувања во здравството и медицината во рамките на системот за здравствена заштита и здравствено осигурување, соодветна на поединечните потреби на пациентот со отсуство на каква било психичка и физичка злоупотреба, со целосно почитување на достоинството на неговата личност и во негов најдобар интерес. Заштитата на правата на пациентот се заснова на начелата на хуманост и достапност. Начелото на достапност се заоснова на здравствени услуги што постојано се достапни и пристапни на сите пациенти подеднакво и без дискриминација. Континуитет на здравствената заштита, вклучувајќи соработка меѓу сите здравствени работници, соработници и установи што можат да бидат вклучени во целиот процес на третман на одредена состојба или заболување на пациентот. Достапност на служби за домашно лекување, односно служби во заедницата каде што пациентот живее, и еднаква можност за заштита на правата на сите пациенти на територијата на Република Македонија. Судска заштита на правата на пациентите. Пациентот има право на судска заштита за сторена повреда на неговото право на начин и во постапка утврдена со закон. Надзор над примена на законот. Надзор над примена на овој закон врши Министерството за здравство. Инспекцијски надзор над спроведувањето на овој закон врши Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Вовед во правна поезија. Од квалитетна и континуирана здравствена заштита во согласно со тековните достигнувања во здравството и медицината, соодветна на поединечните потреби на пациентот, до институционална заштита во случај на повреда на правата на пациентот. Во реалноста соголена од убави фрази,
отсуствува применувачка волја за законските одредби, како и законодавна волја за натамошна разработка на одредбите и нивно дополнување и прецизирање. Воедно, отсуствува верба кај пациентите кои чувствуваат дека се повредени нивните права, дека би добиле соодветна институционална заштита. Да проследиме дел од вестите кои во морето проблеми останаа чудо за 3 дена, заковани на дното на јавниот интерес, без должно внимание, без соодветна институционална разврска. Audio preview. Audio preview. Audio preview. Тоа беше се во ова издание на Свести. Се гледаме следната недела во истиот термин.